Маја, добро утро. Добро утро, Саша. Добро утро на целата екипа на Утрински. Се надевам дека сте добри утро. Ние сме добри, се надам дека и вие во цивил сте добри. Да, добри. Маја, да прашам, бидејќи влегуваме сега во еден период, цивил е организација која што меѓу другото интензивно со години наназад се занимава со мониторирање на избори, а влегуваме во еден период на така наречени корона избори, веќе видиме што ќе се договорат и дали ќе се договорат лидерите Кепендаровски на повторената средба. Како се престрои цивил во однос на мониторингот на изборниот процес, бидејќи предпоставам дека и кај вас тоа предизвикува некакви потреби за реорганизација и за престројување во активностите и методите на кои што се следат изборите? Така, Саша, значи ние прво морам да напоменам дека без разлика на целата ситуација продолживме со она што ние работа, значи ние го мониторираме целиот изборен процес од почетокот на добивањето на некаков датум. Тоа за жал овој пат беше прекинато заради целата ситуација. Во моментот, значи, цивил има обезбедено средства за 220 наблюдувачи. Ако до вчера беа ангажирани 19 долгорочни, веќе од денеска имаме 24. Долгорочниот мониторинг се спроведува согласно со методологијата која воспоставивме уште во 2008 година, кога за прв пат започнавме со мониторинг на изборни процеси и нормално таа методологија постојано ја развиваме и надоградуваме согласно потребите и промените кои што се случуваат во нашата држава. Тие ги има многу, мислам, за жал. Така што подготвени сме, работиме, се уште работиме. Што се однесува до пандемијата, значи од првиот ден кога се појави првиот случај на заболен во земјава, ние максимално вложивме во својата медиумска платформа за брзо и навремено и точно да ги информираме граѓаните за состојбите со коронавирусот. Сега кој случувањата како и на сите на нас ни наметнаа некаков поинаков начин на работа, но мислам дека ви се одразува ли тоа на интересот на доброволците, волонтерите кои што ги имате во мрежата, бидејќи вие имате значи како што воспоставивме некаков протокол буквално за секој еден член од нашата екипа, така воспоставивме протокол и за нашите соработници кои што се надворешни. Не забележуваме некој по значајно намалување на интересот на граѓаните. Морам да кажам дека повели. Кој е официјалниот став на цивил околу одржувањето на овие и вакви избори? Так, значи ние во цивил имавме став за одржувањето на изборите дури пред политичките партии, безме за брзи избори во декември минатата година. И сега стоиме на ставот дека веднаш по олавувањето на мерките и завршувањето на вонредната состојба, изборниот процес треба да продолжи онаму каде што застана. Сега кодека ситуацијата во која што се наоѓа светот, па и ние во однос на пандемијата ќе наметне нови услови и практики во спроведувањето на изборите, но останува фактот дека нам не се потребни функционални институции и парламент. Кога веќе политичките чинители не успеа да се договорат за свикување на собранието, единствената работа која што ни останува во моментот се изборите. Тоа е единствениот начин оваа ситуација да се надмине и кога станува збор за понатамошно справување со коронавирусот, но и кога станува збор за последиците кои што како држава и општество веројатно ќе ги трпиме во наредниот период. Исто така да не заборавиме, пред нас е еден исклучително важен период кога станува збор за еднината на државата, тоа се почетокот на преговорите со Европската унија и сметаме дека должност на политичарите, но и на нам граѓаните ние да покажеме дека сме сериозна држава која што има капацитет да се справи со ситуацијата. Тоа е ставот на цивил кој изминатиот период го градиме врз основа на консултациите со нашиот експертски тим. Маја, цивил меѓу другото се занимаваше во изминативе месеци со мониторинг на работата на техничката влада. Вие сте организација која се занимава, сте главно се занимавате со мониторинг на избори. Фала Богу, во Македонија избори има секоја година, понекогаш по два. Така што работа имате. Но какви се вашите заклучоци од мониторингот на оваа, би рекол, несреќна техничка влада, бидејќи таа беше правена да биде влада која што само ќе подготви во неколку месеци избори, а сега излезе дека влада е со цел политички капацитет заради целата корона криза, а ако не се договорат лидериве, кој знае, можеби ќе имаме и наредната година на власт. Какви се вашите заклучоци во однос на мониторингот што го правите?
Па слушай, како што веќе реков, долгорочниот мониторинг на цивил подразбира и наблюдување на настаните активностите и однесувањето на политичките партии во изминатиот период. Па во тој контекст наудите поврзани со работата на техничката влада, морам да истакнам дека бележиме голем број на пропусти во однос на квалитетот на спроведување на активностите кои се типични за една влада. Нашиот генерален заклучок е дека однесувањето на политичките партии за жал говори за тоа дека институциите се користат за спроведување на партиска, а не на една агенда на една влада. Тоа е генералниот заклучок. Тоа веројатно претпоставувам би бил заклучок и за политички, а не само за технички влади. Добро, вие ќе продолжите тоа да го мониторирате без разлика на тоа уште колку месеци ќе трае владава, претпоставувам. Да, ние продолжуваме со нашата работа интензивно. Значи во контекст на ова што ни се наметна како нова ситуација, еден дел од мониторингот ќе биде фокусиран на тоа дали Државната изборна комисија како организатор и понатаму избирачките одбори, но и политичките партии како учесници во процесот ќе се придржуваат до мерките и упатствата за спречување на вирусот. Ако до пред пандемијата имавме 14 категории на нерегуларности кои ги бележиме во нашите извештаи, сега имаме една нова, дополнителна 15-та, Која е таа корона категорија? На начинот на спроведување на изборниот процес со мерките за заштита. Да, корона категорија. Маја, вие, бидејќи, доколку има избори, ако тие бидат во некоја догледна скора иднина, вие ќе мора исто така да излезете на терен со сите заштитни опреми, протоколи и така натаму. Подготвувате протоколи во самата организација за тоа како вашите монитори ќе се однесуваат на терен? Значи, како што реков, од првиот момент воспоставивме протокол за внатрешниот тим на цивил, тие што сме во канцеларијата, меѓутоа работиме интензивно и на воспоставување протокол на наблюдувачите, сега кога тоа ќе биде согласно препораките и мерките кои што ќе ги донесат овластените лица, организаторите на изборите. Читаме нивните насоки и ќе се водиме според тоа. Така е, добро е, Маја. Цивил е една од оние организации кои што, за разлика од низа други невладини организации кои што главно се занимаваат со канцелариски работи, добро, има и тоа смисла, не велам дека нема. Цивил е организација која многу често е на терен, која што обединува стотици волонтери, граѓани и така натаму со години и можеби тоа ја прави различна или поразлична од низа други организации во тој свет, во таа вселена на невладини организации во Македонија. Маја Ивановска од Цивил Центарот за слобода, благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Благодарам и вам.